Со дигитализирање на услугите до борба против корупцијата, предлог министерот за информатичко општество и дигитална трансформација Стефан Андоновски советување дека чекањето пред шалтери со системски измени ќе го заменат со брзо вадење изводи и документи од државните институции. Стратегиите кои ќе ги работи министерството ќе бидат транспарентни, ќе се консултира филата и партнерите, вели Андоновски, а не походници со затворени врати. Позиционирањето на министерството стратешки во смисла на стратегијата за сајбер безбедност и стратегијата, IT стратегијата или ИКТ стратегијата на ниво на држава, која што ќе работиме во еден широк круг на луѓе, нема да криеме во ходници, нема да ја правиме за затворени врати, туку заедно со фелата, заедно со партнерите ќе изработиме стратегии кои што ќе значат подобро позиционирање. Она што можам да го најавам бескомпромисна борба против корупцијата, дигитализацијата ќе значи објективизација на процесите, ќе значи дека не може да се кријат предмети во фиока, не може да се чекаат постапките со месеци и со години, туку сето тоа мора да се завршува брзо, така што тоа ќе бидат главните фокуси на министерството. Системски ќе бидат измените за дигитализирање. Министерството за дигитална трансформација ќе ги подготви, но ќе се однесуваат на сите владини институции. Она што го имаме како план е да се дигитализираат сите услуги пред граѓаните, да граѓаните на лесен, едноставен начин имаат пристап до сите документи кои што се потребни, да ги надминеме шалтерите и чекањето во редици, како што е тука позадимено, да надминеме ситната корупција, затоа што сите знаеме дека матично, особено во градот Скопје, но и другите поголеми центри е извор на корупција, особено на ситна корупција што се нарекува, но граѓаните што секојдневно ја гледаат, а тоа значи дека за еден извод, за една потврда ви се потребни да додадете плюс 500-600 денари, ако сакате да биде издадена истиот ден, а се работи за електронски подготвени документи кои што не треба брзо да се издаваат, не треба да се чека за нив, така што мојот прв фокус ќе бидат овие работи. Добра замисла, лоша реализација е досегашното функционирање на системот една точка за услуги, што значи секаков документ се вади од едно место, смета Андоновски. Ова ќе биде првиот проект на кој ќе работи министерството. Издадените документи мора да бидат признаени од страна на институциите, да ако вие извадите извод од катастар или извод од матична книга на родени електронски или потврда од казнена или кривична евиденција, таа ви биде достапна и вие можете да искористите такав електронски формат. Тоа е нешто со што ќе се зафатиме исто така наредниот период, а една точка за услуги по мене мора да се прошири, освен што ќе го зголеми бројот на услугите, мора да имаме што поблиску до граѓаните. Стефан Андоновски е предлог министер за информатичко општество и дигитална трансформација во владата на Мицкоски. Тој е секретар за меѓународна политика на ВМРО ДПМН, а во последната техничка влада беше и заменик министер за информатичко општество и администрација.